Господине Караджовски, повод за овој разговор е пресконференцијата која имавте минатата недела, на која што обвинивте дека специјалното јавно обвинителство врши одредени притисоци и незаконски постапува со повикувањето на 5 судии од Управниот суд на распит. Што беше повод за да реагирате на овој начин на постапувањето на СЈО? Иницијална работа за која што ние реагиравме со организирањето на пресконференцијата беше информацијата која ни ја достави председателот на Управниот суд дека еден судија, првиот што беше повикан да се јави во петокот во специјалното јавно обвинителство, е повикан и ние нормално во рамките на нашата надлежност ја добивме по официјален пат таа покана од председателот на Управниот суд и по констатациите кои што ги утврдивме од самата покана, заклучивме дека се работи за непринципиелно и незаконито постапување на специјалното јавно обвинителство. Накратко би образложил зошто. Со оглед на тоа што во таа покана беа наведени сите лица кои се осомничени, се повикуваат како осомничени, а не во друго својство, и во таа покана е наведено конкретното кривично дело за кое се товарат, знаеме за кој конкретен предмет се работи и за кои преземени дејствија, така што од нашите преземени дејствија, веднаш по добивањето на информацијата од председателот на Управниот суд, констатиравме дека се работи за аномалија во постапувањето, односно за незаконито постапување на специјалното јавно обвинителство, бидејќи по конкретниот случај судиите, советот од 5 на Управниот суд, одлучувал и донел одлука во рамките на своите законски надлежности. Да напоменам дека уставно начело, преточено и во Законот за судови, е дека судијата не може да биде повикан на одговорност за искажено мислење и за донесување на одлука. Значи, јас тоа го образлагам со оглед на тоа што го имавме во предвид за кое кривично дело се гонат. Што значи тоа не смее да биде повикан на одговорност за своето постапување? Кои правни акти и кои меѓународни правни акти го регулираат овој дел и на кој начин? Значи, согласно меѓународните стандарди, прифатени од Република Македонија, го спомнав уставното начело дека судијата не може да биде повикан на одговорност за искажено мислење и за донесување на одлука. Тоа не значи дека има право да врши кривични дела или да одлучува онака како што сака судијата. Се работи за ситуација каде што врз основа на законско постапување, врз основа на конкретните факти и докази кои што се наоѓаат во предметот, судијата има право врз основа на своето слободно судиско убедување да ја донесе соодветната одлука. Ние ги имавме предвид сите тие околности и со оглед на кривичното дело за кое се товарат, иако ги немаме нормално доказите, ако ги има специјалното јавно обвинителство, многу ни е јасно дека се работи за незаконито постапување од страна на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство веднаш после вашата пресконференција реагираше и тие велат никој не може да биде ставен над законот и секој е должен да одговара доколку законот го прекршил. Тие одговараа на вашето обвинување дека не смеат, односно е незаконски да ги повикуваат на одговорност судиите за донесена одлука. Како реагирате на нивниот коментар? Значи, кажано како памфлет, и точно е дека никој не смее да биде на законот и не може да биде над законот, па ниту судиите. Затоа и се заколнале кога станале судии дека ќе судат врз основа на Уставот, законите во Република Македонија и меѓународните правни акти ратификувани од Собранието на Република Македонија. Ние знаеме, не да сме убедени, знаеме дека во конкретниот случај судиите постапувале сосема совесно, одговорно и во рамките на своите законски надлежности во донесувањето на нивната конкретна одлука. Затоа и реагиравме. Затоа на некои ми изгледа избрзано дека беше тоа за кратко време организирана пресконференцијата, бејќи сакавме да предочиме пред да почне распитот, да укажеме на едно незаконито постапување и да предупредиме дека и ние можеме да кажеме никој не е над законот, па ниту обвинителите.
Значи, секој си одговара за своите постапки на крајот. И јас стојам за ова што го кажувам и во секое време, значи, времето тече, овие постапки ќе си продолжат натаму и сум подготвен по крајниот исход повторно да разговараме што и како ќе се случи натаму со овој конкретен предмет.